Педофилијата нема никакво оправдување. Бараме доживотна казна затвор или хемиска кастрација за секој педофил. Бараме регистерот на педофили повторно да се врати во употреба. Ова е ставот на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Оттаму очекуваат јавниот обвинител кривично да го гони активистот Никола Шиндре, кој во својот текст насловен како сексуалноста над рационалноста се залага за легализација на педофилијата. Од Меѓаши најавуваат дека ќе поднесат и представка до народниот правобранител за злоупотреба на медиумскиот простор за загрозување на правата на детето. Додека Шиндре во својата колумна бараше намалување на затворските казни за педофилите, од првата детска амбасада, децидни, велат дека казните за насилен полов акт врз детето не смеат да умекнат. Ова е мислење на првата детска амбасада во светот Меѓаши дека се за доживотна казна затвор, меѓутоа во правни рамки секогаш велиме дека има различни гледишта во однос на тоа. Првата детска амбасада во светот Меѓаши се залага и за хемиска кастрација на лицата кои што извршила полов напад врз дете со цел да се превенира истото да не се повтори. Секое дете може да биде потенцијална жртва и многу лесно да западне во рацете на злоставувачите, предупредуваат од Меѓаши. Затоа велат дека едукацијата е најдобриот начин за превенција. Сексуална едукација за децата од најраната возраст, меѓутоа пред се на родителите, за да знаат како да ја препознаат, да го заштитат детето. Првенствено родителите треба да бидат информирани за тоа што всушност значи психосексуален развој кај децата и дека истиот психосексуалниот развој кај децата е различен од сексуалниот развој кај возрастните, да не се консултираат во однос на некои нелагодности кои што ги имаат, незнаење во однос со психосексуалниот развој на децата по различни портали, туку доколку имаат некои сомнежи, имаат некои прашања што се однесуваат во однос на нивните деца, да се обратат на стручни лица, детски психолози, детски психијатри. Ова е трет ден поред како колумната на Никола Шиндре предизвикува бура од реакции и осуди и остава голем број на отворени прашања. Дали авторот и порталот на кој е објавена колумната ќе преземат одговорност за секое следно дете жртва на педофилија, прашува директорот на Меѓаши Драги Змијанац. Од ВМРО пак бараат одговор на прашањето зошто социјалдемократите молчат на оваа тема и зошто не се дистанцираат од ставовите на Шиндре, познат како еден од учесниците на шарената револуција. Одобрувањето и молчењето за ваква тема значи и прифаќање на ставовите на Никола Шиндре, додаваат од ВМРО ДПМН.